Почитувана јавност, гласот за одземање на мандатот на Никола Груевски ќе биде мојот последен глас во ова собрание. Оваа одлука ја донесов веднаш по скандалот во моментите кога се само пријавував во полиција. Фактот на денот е дека без разлика на причините за набавката на маслото од канаби за моје блиско лице и на никој од вас не ги посакувам тие причини, јас сум сторил незаконски акт. Тоа е првата работа. Втората работа, мојата пратеничка функција, за жал, може да се перцепира дека ќе влијае врз постапката која органите ја водат за нелегалното снимање, но и против мене за набавката од канабис, односно постапката која што јас ја иницирав. Не би сакал мојата функција да влијае врз правосудните органи. И уште еднаш ќе искористам оваа прилика да ги повикам органите на прогонот целосно да го истражат настанот за мојата одговорност, но и за одговорноста за тие што противправно снимале и објавиле. Гласот на јавноста беше повеќе од очигледен. Не може пратеник кој што се борел за правда и за еднаквост на правото без разлика на причините ги крши законите. Не може. Затоа ќе поставам пример кој што се надевам дека сите ќе го следат, каде што етиката и моралот ќе бидат над желбата за функцијата. И како што неколку пријатели и поранешни соборци на Фејсбук напишаа, ќе си ја гушнам одговорноста и ќе си ги понесам последиците. Моралните и етичките, а и правосудните, никогаш не сум бегал од нив. Повеќе не е прашањето дали Павле Богоевски има легитимитет да ја води комисијата која ќе му го одземе мандатот на Никола Груевски, ниту пак дали Павле Богоевски треба да продолжи да биде пратеник. Сега е прашањето дали пратениците од ВМРО ДПМН ќе покажат барем трошка од етиката и моралот со кој што така дрско се расфрла овие 2 недели и дали ќе го заштитат криминалецот во бегство Никола Груевски или ќе му го одземат мандатот. Бидејќи да не се лажеме, ако во собранијево нема место за човек кој прекршил закон за да купи масло од канабис за свое блиско болно лице, сигурно нема место за пратеник кој парите од граѓаните ги користи да плати хотел додека е во бегство од македонската правда. На моите политички противници ви благодарам за овие 2 години, ме направивте многу посилен човек. Ме направивте многу позрел човек. И би сакал да ве прашам, дали мислите дека моето отсуство од собранието ме прави помалку или повеќе политички опасен за вас?